кога знаеш, на човек му е многу тешко и му идат емоции, само музиката може да ги искаже. Не можат зборовите, нема утеха, нема. Драги мои, нова година нема да дочекаме, затоа вечерва со мене ќе го дочекаме крајот на светот. Душе се јави од Нов Зеланд. Да. И рекоа 21 помина Нов Зеланд, добро. А вела дека во 7 сабајле ќе било кога ќе дојде кај маите. Ја и се јаив на Маја, БДЗ ми, викам, шо приш, еве, вика, да замесам нешто. Викам, тури некои теганици, нешто. Викам, стварно ли ова белја, викам, маите направиле? Вика, ни сум чачкала, ни ништо. Така да, БДЗ ми е ослободена од секаква одговорност. А не знам, вие, дали сте ги прашале други маи да не направиле некоја белја, нешто слично? Мислам, јас знам неколку маи кои би можеле таква белја да направат, нели? И потоа ќе дојде време за плачење, али денеска сме се туриле од плачење на интернет. Толку многу емоции имало. Не знаеш, луѓе, плач, кај да се свртиш, плачи, липти, солзи ронат, абе до колена, поплавата 62 волку вода немало во Скопје како овие денови. Улица Македонија поплавена, тука не може со кајчиња идат, со глисери идат. Па тоа е чудо, да се плаче. Дури ми се јави, знаеш ли кој ми се јави, бе? Аксел Роуз ми се јави. Вика, абе, немогуче е работа. Викам, не, зезај, абе, најсериозно ти вика. И шо правиме? Вика, абе, нема, вика, don't you cry. Абе, викам, па не си издржуј. Не, вика, don't you cry. Длабоко потресен, ја? Ова се емоции, бе, луѓе. Не може ова секој. Не знае секој. Декември, студено, воз одлази, она плаче, теку сузе на бели Мерцедес. Доđi да те гушнем. Со тажен лик и на солзени очи доаѓаш ти ко ветро тих. Има една работа во оваа песна, символиката е фантастична, прекрасна. Вика, моето цвеќе не го прифаќаш веќе. Што ли сака да каже? Истото го прашав и за Маја Оџаклиевска, за Лиду Диду. И таа не ми беше многу јасна песна. Што сака да каже? Не го примаш веќе. Plačeš i goriš, selva tvoriš, da mirуваš ti. A imaš li sila da razmisliš lila, što će storiš ti? Ne ostavaš mene za drugo. Da te zeme, ne te da vam Svetu moj, kaži da postoji drug, ko života tvoj. Не можам да се носам јас со сите овие емоции, мене ќе би биде потребна некоја легална дрога, диазепам, лексилиум, хероин, кокаин, нешто што лекарите обично си го препишуваат себе и на другите, нели, кога имаат таква помош. Со годините, знаете, попуштаат нерви, па луѓето во емоции ќе се расплачат, ред солзи, ред мрсули, тоа е нормална работа, особено, нели, околу 20 кога ќе си го видите новчаникот. Или кога ќе се сетите на својата младост дека некоја сте работеле во некоја фабрика, па ви клоцнале како джукела на улица, ни работа, ни бутуре, двај собирате некоја социјална помош. Слушај, абе, сте чуле за навивачка група Комити? Кај сте бе Комити? Абе, нигде ве нема. Што стана бе, уцвикавте? Ја реков песни со транспаренти. Не знам. Добро, од сега да знам, бидејќи 24 сата помина, ниеден комита не реагираше, значи Комити, вие сте за никаде. Бидејќи некој друг е поголем комита од сите комити.
Извинете, друг го каже, реков ќе го демантирате, песни ќе му испеете, ништо, гледам нема реакција. Океј, значи вие сложивте. Добро, драги мои комити, стварно не сум очекувал од вас. А од каде почна и креативноста не чува. Интернет е позабавен, никогаш не бил од деноиве. Одиме со уште едно. И ја ќе запалам, ако не пушам. Ова не се издржуе. Ова не се издржуе. Фрле. Ова не се издржуе, жими се. Кај е таа чашката за ракија? Ракија дај ми. Кај ги ја вратиш назад? Срча до коле. Абе види се, такви се емоциите, види се, на вакви емоции шо правиш? Чаше ломин. Руке, теткицата ќе изчисти го треба, тешко мене. Сакам уште една. Дај. Тужно ли е, абе, крај на светот ли е, шо ли е? Таман ги остави цигарите, сега пак ќе пропушам, ќе се пропијам. Како почна? Сум за Јани. Вака почна. Јас сум за Јани затоа што Јани е градско, нашетано дете. Затоа што Јани има играно баскет по скопските мала игралишта. Затоа што од душа навила за работнички, а со срце се радува на сите победи на МЗТ Скопје. Затоа што верен навилач на Вардар. Затоа што е поголем комита од комитите. Комити, алал да ви. Браво. Кога војвода Сердарот Бранко ќе проговори, комитите слушаат устав мирно. Нема шала, бе, луѓе сега, да не се шегуваме. Крај на светот е, драги мои. За колку ни доаѓа? За саат и пол. 21 доаѓа. Мислам, велат ќе сме чекале ова дур стигнало до кај маите па до 7 сабајле. Тамамо време сега да... Слушај, дај да... Не, да ги оставам цигарите. А шо вреди ако ги оставам, кажи ми, за 7 са... Нема да пораснам. Супер! Сега ми најде да ми кажеш. Кај беше пред 62 години да ми кажеш? Бонд. Исто корнат, значи, ко на времето. На љушпа од кромит. Донеси ако има нешто бело за шмркање. Нешто било шо крај на светот ли е, шо ли е. Сега ќе му ја пазиме. Истиот клип. Јас сум за Јани затоа што Јани е градско, нашетано дете. Одиш курво. Затоа што е поголем комита од комитите. Ако Курбан Бајрам ти ја донесе кандидатурата за градоначалник на Скопје, верувај, пријателе, дека Свети Никола ќе ти ја донесе победата во март овде.
Јас сум за Много е тужно, Много е тужно. Слушај, значи, на Курбан Бајрам кандидатура, на Свети Никола ќе му донесе, ќе го направи градоначалник, а Кама Сутра председател на СДСМ. Со Кама Сутра гарант растура. А после што да, мислам, џабе е да зборам, јасно ви е на сите што натаму ќе се случува. Така ли е? Така е. Многу сум во емоции. Јас сум ви рекол, на вакви емоции ова е кога ветуваше дека Битола Пелистер како Реал и Барселона. Да. Со омилениот дрес. Слушај, јас се извинувам, многу му е добро дресчево, туку да не му е наопачки? Добре. Инаку интернет вришти од мајтап. Му фатија сир на човекот. Што да ви кажам сега? Емоции, знаеш како. Знаете што? Шега на страна. Емоциите му беа искрени. Он не се изфолира. Стварно, значи, кога Нора Шачири му рече дека ќе стане градоначалник на Скопје, мене тоа ми е работа. Да гледам колку се фолира и искрено. И најсериозно ми викам. Јани Макрадули со најискрени емоции се потреса и му надојдоа солзи, затоа што таа ги повика боговите, светителите, и исламски, и христијански, на крај и индиски ќе бидат, со кои му се најавува победата дека ќе стане градоначалник на Скопје. Ма апсолутно не се сомневаме во тоа. И уште помалку се сомневам во неговите искрени емоции. Да, на тие години човек тешко може да фолира плачење. Тоа стварно ти доаѓа така. И мене ми се случува понекогаш да се расплачам. Знаете, јавно се расплакав и јас еднаш во животот. И тоа во оваа емисија. Пред неколку години ми се јавија неколку блиски пријатели и ми рекоа: Јанко, вика, ги знаеш нашите пријатели? Да. Нивното неколку годишно дете е тешко болно од рак. Ситуацијата, има тумор на мозок, ситуацијата е многу, многу тешка. Потребни се средства да се соберат за патување во странство, за обид да се спаси детето. 2 сата стоев и како никогаш понизен пред вас, гледачите, да ве замолам да се јавите или на телефон, или да испратите, или да направите нешто, да се соберат средства, за да се помогне. Некаде после час и половина, ја повеќе не можев да издржам. Знаете, професионален човек може да биде минута, 2, 15 минути, еднаш неделно, јас сум секоја вечер. И ве слушам што зборите. Ви ги слушам и маките. Ви ги слушам и јадовите. Ја го визуализирам тоа, во глава имам слика. Стискам со заби. Затоа што знам што е да се стои во ред во социјално, да се чека социјална помош. Да стоиш пред врата во болница и да молиш да ја прими мајка ти твоја, која умира од рак и не може веќе да стои со месеци, за да ја прегледаат. Јас знам што значи кога некој близок ти умира од тежок излив во главата и 3 недели седиш во болница и не знаеш за ништо друго, чекајќи, молејќи да се разбудиш, живееш во онаа беда, на оние валкани плочки и смрдеа, додека луѓе умираат околу тебе. И тогаш не заплакав, ама заплакав овде, молејќи ги луѓето да помогнат на тоа дете. И помогна. Како никогаш досега.
Ми се јавија некои водителки кои ми рекоа, вика, имавме акции за собирање, вика, и на националната телевизија, ама олку пари, вика, во историјата не беа собрани. Никогаш не се гордеев со тој факт. Луѓе биле трогнати од моите искрени емоции. А што можев да направам? Тоа дете умираше во страшни болки во раце на мајката. Не престана да плаче додека умре. Со месеци. За тоа се плаче, драги мои. За тоа не се издржува. Ќе заплачете и на гробот на своите родители и на блиски, која ќе си заминат, затоа што таков е редот и поредокот. Но која ќе дојде, да повеќе душата не може да издржи, тогаш веќе се рушат сите брани. И кога ќе се прашаш, зошто сум заплакал во животот? Ја никогаш нема да се засрамам од тие мои солзи. Нити ми беа планирани, нити сакав, едноставно дојдоа. Не можев. Ми издаде гласот, ми издаде силата, едноставно не можев. Бев пред камера, немаше друго, немаше што, немаше прекин на кадар, отиде. Ништо не помогна. Детето умре. И плачевме, и молевме, и се помиривме со судбината и му благодариме на Бога. Затоа што знаеме дека е утешено. Ни остана ние да се утешиме овде. Родителите да ги утешиме. Дури родителите негови едно ни рекоа: ве молиме, не плачете. Ние нема да плачеме, не плачете ни вие. Каков маестрален, епохален, каков подвиг поголеми од Вселената. А некој ќе плаче на реклама за прашок за перење. Па видете си го плачот. И видете кој плач стига до Бога. И што Бог ќе благослови. Кому му плачете? Зашто плачете? За земска слава? За свој личен успех? За што? За кого? И после народов се смее и прави пародии. И треба. Затоа што е пародија? Одиме со првиот блок на реклами, веднаш потоа продолжуваме со емисијата. Драги мои, во овие студени денови во Скопје пристигна Јети и спремен е за акција. Од понеделник во употреба новите полициски возила. Јети. Джетичу. Што не зема лади ниви, а мајте. ЕУ апелира на одговорност од сите политички партии во Македонија. Владата прифати 44 амандмани на опозицијата за буџетот. Тито сакаше жени повеќе од Сулејман Величенствениот. За Тито ќе ви кажам што кажуваше, ама тоа негде пред крај на светот, бидејќи тука околу полноќ можем да употребувам некои збори. Рамбо Амадеус да го исцитирам. Словенците најсреќни, најнесреќни се србите. Македонците се средно жалостно. Анкета за среќа. Као и секогаш. Какви сме ние, средно жалостно. Над 30.000 косовски албанци земале српски пасош. Добро, слушај, ова е нешто као македонец кој ќе земе бугарски? Убиците од Монструм ќе прозборат по Божик, а Оливија е најубава жена на универзумот. Добро, тоа е насловната страна. Ние имаме фотографија за картата за крај, карта за крај на светот. Ве молам.
Метрополис Арена 28 декември, Синан Сагич, али коментарот, вика, не ова карта за крај на светот, ама нешто многу слично. Али пази, VIP. Што значи VIP? Позади тоа е у бекстејџот кај што има зелка, ракију. Не, се сеза. Ма сигурно ќе биде лудо и незаборавно. Чекај да видиме најубавата жена на светот. Позади е. Одма знаат, Абе, с прв пат го отварам. Американката Оливија Кулпо е најубавата жена на универзумот. Многу би сакал една ваква да имам за подома, Не бе, не за тоа бе, ти будал еден. За да ми чисти за по куќе, да ти е мерак, да ја гледаш и да замете, зачисти, да направи ручек, за тие работи ми помина времето, бе. Не, само пари ми интересираат сега. 3 деца имаме, ти не знаеш кој трошок е тоа. Само која ќе дојде петок ми се бега, не знам. Дај пари за искачање. Што има друго интересно по вестниците, другари? Што се случува? Да кажам, ми се јавија многу луѓе зошто немало дневник. Значи дневник носител требаше да има и требаше да го води Ивона Талевска. Да. Арно, ама девојчето негдека центар кога поминуваше, очигледно бидејќи е при крај на светот, нели, и се случуваат разни геомагнетни, вселенски, разни вибрации и зрачења и почна неконтролирано да плаче. Така да застана, се паркира и дојдоа многу емоции, се истори од плачење тука негде кај рекорд. Вика, стварно не знам што ми беше и она ви се извинуе на сите што не можеше да дојде, беше многу потресена, се смири сега, испивме по едно чајче од камилица и се е во ред. Ивона ќе продолжи професионално да си ја работи работата, но очигледно дека нели некои констелации сега над звездите влијаат и врз професионалец како што е она. Впрочем, таа зона во центарот на градот е очигледно под силни сеизмичко трансцендентални состојби кои предизвикуваат пореметување на чито во организмот кај човекот и нели она возејќи, предпоставам дека застанала на семафор тука кога поминувале, можеби вестници сакала да земе, што ја знам и нели се случува тоа што се случува. Впрочем, и пред некој ден видовме како ничим изазван човекот се расплака, ние сер му фаќаме. Така да, уште еднаш длабоко извинување од Ивона. И од Евана, што снема струја у Козла им рикна, падна, не знам таму што падна. Јао пао. Пао им систем. Го знаеш ли тоа пао им систем? Абе, ова беше во Свет компјутера објавено. Негдека крај на 90-ти вршат компјутеризација у Србија, во пошта. И носат терминали. И имаат сега, знаеш, и се јавува некоја од пржогрнци таму, службеничко у пошта, и му се јавува на тој у централа, вика, пао ми систем. И вика, добро, имате ли стартап дискета? Вика, што е тоа? Абе, тоа е, вика, една флопи дискета, вика, таква, децава и сега да им објаснувам, нема да знаеш што е. Вика, дискета, вика, во фиока треба да имате. И она вика, па имам, вика, најдов. Добро, вика, бутнете ја во отвор. Во кој отвор? Абе, напред, вика, кај компјутерот, вика, стави ја. Ама не можам, вика, тешко иде. Вика, господјо, дајте ве, молам, ја го имам истиот компјутер пред вас, ставете ја в стартап дискетата, ја ќе ви објаснам, вика, како да го подигнете система. Ама, вика, и нешто, штрака, дранг. Вика, успеав. Јој, се чуди, абе, добро е, шо е, вика. Па, вика, ајде сега, вика, притиснете, вика, копче. Абе, вика, не можам, вика, да дојдам до копчето за да притиснам. Па добро, вика, како не можете, вика, притиснете, вика, за да се дигне системот. Мени е, господине, пао систем со стола.
цел компјутер и паднал, дур се објасниле. Сега, а зошто, понатаму, зошто и паднал, вика? Изгубила рамнотежа која затоа што и се скршил во преместувањето и се скршил држачот за шолја за кафе. Стари финти овие од пред 10 години. Добро. Што правиме? Имаме Нова Македонија, имаме телефони. Крај на светот ве молам. Дајте, значи сите што ќе се јавите да отпеете една песна онака тужна некоја со плачење ви или да ми побарате да ви исполнувам желби. Самара си ја користи Македонија и за да ја руши Сириза. Загрижен за се поголемата популарност на опозицијската Сириза, како и за болните мерки за штедење што треба да се спроведат поради економскиот хаос во кој Грција, Самарас нервозно посегнува кон националистичките теми, кои за жал се уште поминуваат пред грчката јавност. Дали поминуваат тие фашизам имаат кој што немал Гитлер 30 години. Опозицијата и власта со не име прв пат на грците, па нели има оние една фашистичка диктатура едно време, така? Да, затоа се во Европска Унија. Ние што бевме партизани, ние што бевме на страната на антифашистичкото движење, ние го јадеме стапот. Опозицијата и власта со различни концепти. СДСМ со германско, ВМРО ДПМН со американско сценарио за буџетот. Да се штеди или да се зголемат јавните расходи за полесно да се надмине кризата е глобалното прашање за кое не постои единствен одговор. Доколку се анализира состојбата во земјите што се справуваат со кризата, со штедење и оние со решенија за експанзија на јавната потрошувачка, за да ја заживеат економијата, може да се добие некаква слика и за тоа што би донело намалувањето на буџетските расходи во Македонија. Парите го вртат светот, а Турција ги врти парите. Империјата го возвраќа ударот. През 100 години почнала Долската мировна конференција со што се означил крајот на балканското владење на Турција. Од тогаш помина цел век, а Турција денес не само што изгледа доволно моќна за да се ја врати империјата, туку и нескорно се ги покажува својата политичка и економска сила. Ке се оценуваат првите луѓе на јавните здравствени установи, директорите извадени од памет од системот што ќе им ја менува платата. Од намалување од речиси 10%, поевтинување на гасот нема да влијае врз цените. Зголеменото јавно трошење да биде канализирано оному каде што е потребно, да се вложува во инфраструктура каква што е потребна Македонија. Значи вложување во патишта, училишта, водоснабдителни системи, но и кон енергетска ефикасност. Да, вака Борче многу убаво кога ќе кажеш во училишта. А дали Борче има барем блага представа дека училиштата се затвараат во Македонија затоа што нема прираст, затоа што дека се отпуштаат учители и професори затоа што нема деца. Ако пред 15-20 години имало 6 оделенија во една генерација, сега има едно, едва и едно се пополнува. Градете вака кој ќе се гради училишта. Да, училишта е сигурно. Подобро да ги оправиме овие училишта, затоа што училиштата се попразни и попразни. Златко Калиников вели, доколку продолжи блокадата, јас дури би советувал измена на законот за донесување на буџетот, поради што, како што гледаме, една политичка партија секогаш може со голем број поднесени амандмани да блокира донесување на било кој закон. Дали сваќате колку суштина има во се во ова? Што значи ова во најмала рака, драги мои? Значи, до година, при ерективно интелектуално економска состојба, Али Ахмети, Неџитби, било кој што е у парламент може да поднесе 5000 амандмани и да го блокира донесувањето на буџетот. До сега имаше некој джентлменско, нели, тој што е на власт, му се противише ово, она, ама тој што е на власт си го донесува буџетот. И секогаш бил донесен буџетот, порано или подоцна. Освен во 2003 кога на 15 септември се нацрта и за месец дена
за месец дена направија буџет СДСМ кој беше жива катастрофа. Па тогаш ВМРО-вците се спротивставија за да го оправат затоа што беше на раб да ја урни се државата. Нити стручњаци, им беше тогаш важно само да ја добијат власта. Ја добија власта 2002 и затоа доцнеше во 2003 во април беше донесен буџетот, но со право, но сепак беше донесен како што треба. Што, значи, буквално, драги мои, утре вие влезете во парламент, јас да влезам во парламент, имам секое легитимно и морално право да се изживувам врз вас и ништо да не ми можете. Значи, утре ако станам јас парламентарец и влезам во комисијата за буџет, за донесување на буџетот, ќе поднесам 15 милиарди амандмани, ручки оттупани што ќе видите буџет. Зошто? Ми се може. Оти еднаш кога ќе се направи преседан, секогаш може. Сега, прашајте се, кому во оваа земја или во околината на оваа земја му одговара оваа земја да потоне во булшит. Во момент кога имаме пофалби од сите страни, од цела меѓународна заедница, дека економијата добро ни иде. Кој ќе се радува најмногу на ова? Нашите најголеми пријатели сигурно нема да се радуваат. Например, многу тажни ќе бидат грците, бугарите, српските националисти, албанските националисти, грчките фашисти. Така? Да? Не, они ќе рипаат, донесете го буџетот, сакаме да и биде добро на Македонија. Потоа се прашуваш, ало, чекај, почнуваме да собираме 2+2. Се пуштаат тие спинови дека ВМРО-вците на времето, знаеш, им го блокирале буџетот во 2003 година. Но не заборавајте, 2015 септември, додека завршија 15 дена пред Нова година, они се собра наврат на нос било каков буџет да направат. Среќа имаше некој попаметен малце да им застане на патот во тоа. Самара си ја користи Македонија за да ја руши Сириза. Сириза е една од партиите која покажува здрав разум и можеби надеж за во иднина да се реши проблемот со Грција на корист, затоа што Сириза и членовите на Сириза имаат свест дека не може да не да не избришат, не можеме да исчезнеме, дека едноставно мора да ни се признае правото на постоење. Како и што, тоа е друга работа. Но другиве, за разлика од другиве националисти и грчки фашисти, они покажуваат малку повеќе разум. Затоа се и нападнати. За да се надмине кризата од тие многубројни амандмани кои повеќе се проформа и нели како што свативме, сепак Ставревски прифати 44 амандмани на опозицијата. Директорите извадени од памет од системот што ќе им ја менува платата. Платата на првите луѓе во јавните здравствени установи, според сегашните планирања, ќе се менува годишно и ќе важи за една година, а таа ќе се намалува или ќе се зголемува за 20%. Поевтинувањето на гасот нема да влијае врз цените. Добро бе, а кажете ми, како може поскапувањето тогаш на гасот да влијае врз цените? Поскапувањето влијае, а поевтинувањето јоктор. Мирка Велиновска. Што да читам? Доволно е само насловов. Нема да го прочитам заради ментално здравје на големиот дел од нашите гледачи. Но вие ќе си го прочитате. СДСМ веќе 6 години и по 3 изборни циклуси, 2 воредни, се обидува да се врати на власт со ултиматуми, револуции, востанија, а не преку избори. Лани избиравме, а сега јасно е како ден дека пак ќе одиме на воредни избори. Оти СДСМ пак не испорача ултиматум. Или и ова комуникате го прочита првата партиска фаца од доживотен партиски кеп. Комуникате. Го прочита првата партиска фаца и доживотен партиски шеф. Рече дека или ќе биде понивно, или нема да добиеме државен буџет. Или ќе биде понивно, или нема да има локални избори. СДСМ, господо, со ова раководство длабоко верува дека ним природно им припаѓа правото да владеат. Весна Дамчевска вели: грчка салата и тешкото македонско.
за неисцрпното македонско фолклорно наследство. Имаме народни песни вкупно на број 1759. Вау, браво Весна. Ова и ја не сум го знал. Уште кој знае колку ора, дијалекти и обичаи. Ирена Радовановиќ. И не за насловот тие леле, Ирена, ќе го расплачеш човекот, стварно нема смисла. Макрадули не знае што со себе, не па со Скопје. Наместо идеја како ќе ги користи парите за Скопје да биде поубаво, Макрадули продолжува со излитените фрази дека ќе му го врати духот на градот, дека ќе ја врати демократијата во Скопје, ќе ја врати слободата. Прашање е колку држат неговите зборови околу демократијата во моментот кога од СДСМ се исклучуваат видни членови што не размислуваат исто како нивниот шеф. Страница 10 и 11 на Нова Македонија, дефинитивно не смеете да ја пропуштите. Анкета. Колку веруваме на пророштвата? Скопјани не се плашат од апокалипсата, туку од глупоста. Од крај на светот, Прџевска Билјана вели, од крај на светот не се плашам, да ви кажам неискрено, не се плашам од ништо друго. Браво! Софија вели, мислам дека тоа со крај на светот е навистина глупости, не се плашам, а да бидам реална, не се плашам од ништо. Браво! Ме плашат болести и човечка глупост, а крајот на светот не ме плаши. Не верувам дека ќе се случи такво нешто, вели Весна. Ана вели, од крајот на светот не се плашам, затоа што мислам дека не е реално, но затоа се плашам од загубата на неблиските и нивната смрт. Зоран Јосифовски повели, мислам дека само богатите се плашат од крај на светот, затоа што немаат попаметно што да прават, додека пак сиромашните луѓе имаат многу грижи и верувам дека не верувам дека се плашат, имаат многу пореални стравови и не ги интересира крај на светот. Браво, храбри мои сограѓани. Велат, никога не треба страв да имаме. Човек треба само од Бога да се плаши, да има страв. И тоа не е тако страв, како велат, стравопочит, како спрема татко. А што се однесува до крај на светот? Еве да ви кажам што научив од Свети Јован Богослов од неговото откровение. Вели, кога ќе дојде крај на светот, парафразирам, бидејќи не можам да цитирам, тоа ќе биде како кога ќе ги почувствувате сите и на сите ќе им биде јасно. Значи, нема да се двоиме во тоа, има ли крај на светот? Не, нема. Има. No. Yes. No. Сите ќе знаеме. Тоа е исто како кога сите знаеме и чувствуваме, иако не гледаш, ама дека доаѓа пролет или доаѓа зима, така? Нели? Се менуваат временските прилики, стануваат деновите пократки, станува се постудено, врне снег и што заклучуваш? Доаѓа зима или доаѓа друго летно доба. Така на некој начин и крајот на светот, бар по мене скромно, на сите ќе ни биде јасно. И вело дека кога ќе дојде крајот на светот, на сите ќе им биде дојден јасно. Но пред крајот на светот, првин треба да дојде шејтан, баба, кој ќе завладее со целиот свет, нели? И второто доаѓање на Господ Исус Христос. И конечната борба во Македонија помеѓу доброто и злото. Армагедон. Океј. Шубаво си направивме муавет, туку вие што правите за крај на светот, што имате на софра? Што сум нашол денеска риба за доцнување, ама морав да искористам. Најдов свежа туна. Не кажувам. Ризикував, купив една, а остана уште неколку и утре трчам за рано са бајлечки да ги докупам, бидејќи не верувам дека ќе се најде. Прв пат во живот. Туна е најомилена риба, не обичувам, ама скоро ич не обичувам. Ова туна, вакви парчиња некој, негдека прилично скапа, скапичка, околу 500 денари кило. Месо, као да сум јадел мисирка и бифтек нешто. Така. Фантастична работа. Фантастична. Цел живот ја јадам онаа во конзерва. Океј, супер е, ама свежа туна, ова не сум видел вакво нешто. Екселенте.
Си се испофалив? Да. Ај сега вие да се испофалите. Значи, за крај на светот, јас со туните идам, Finding Nemo. Што правите вие? Дај бе телефон, бе, ало бе, шефе, дај го бе телефон, импровизирам, шлајфуем овдека. Добро, тоа треба да значи нема телефони или да пуштам нешто друго, додека дојдат телефоните. Ајде. Инаку ова видео е промо видео на YouTube. YouTube специјално го направи за 2012 година. До сега 28 милиони гледања, пред некој ден се појави. Океј, драги мои, само уште ова да ви кажам, бидејќи утре ќе биде крај на светот, веднаш после крајот на светот, гостин во постапокалиптичното после крај на светот, во новиот свет, ќе биде градоначалникот во Ново Скопје, Ново Коце Трајановски во Ново Јади Бурек. Пошто све ќе биде наново, нели? Шега на страна, значи актуелниот градоначалник на Скопје, Коце Трајановски, утре вечер ќе биде гостин во студиото. Добро вечер и повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер. Абе, Јанко? Да, Јанко. И па Јанко, бе. Да. И слушајќи музиката, сега кажуваш ми за Коце Трајановски, за градоначалник Обоно и тегло. Крај на светот, бе. Кој крај на светот, бе? Не знам, па сите викаат крај на светот. Кој е тој? Абе, Кај искача? кој крај? Ние сме оддавна на светот крај. Одамна сме на светот на крај. И ми изгубени сме од светот. Изгубени сме у светот. Епа? А не сме у Вселената, значи у светот сме изгубени. И ми како не? Да, добро, ајде збори. Ја да зборам или ти ќе збориш? Епа крај на светот 12 колку? 6 минути чекам додека да слушнеме. И ми тоа веќе исто, се тако. Абе, сега да те питам нешто, Јанко. Од Радош, нели имам се. Сега да те питам нешто. Как се викаме тај со длгата коса што оде со джип низ Македонија? Миленко ли како? Добро? Как се викаше? Добро, и што со Миленко? Ама он со джип оде ли низ Македонија, низ такво? Оде. А што ми издаде може да оде у Прашума он? Упрашума? Не смее да иде? Па беше он е првиот, значи има одено на... Не смее, Ке зборам јас или ти? Значи, Миленко Неделковски 2 пати беше на Камел Трофи низ такви предели. Он навистина се занимаваше со тоа. Он не смее да оде у Прашума. Знаеш зашто не смее да иде? Шо? Па ќе решат, ќе му се налутат мајмуни, ќе рече да бе, добро бе, ние одеме по гранки, овај мајмун возе джип. Еј, цепки, жити се. Слушај, у Гранапче ова ти е Зашо побегна? Шо се уплаше, бе, шо те фана? Шо побегна? Или почнаа мајмуните по дома по глава да не ги навреди? Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Пип. Кој е најубав на свет? Ти. Кој е најпаметен на свет? Ти. Тошак, што се случи со телефоните? Ајде, добро вечер. Добра вечер. Повелете во програма. Може во Јанко, јас не сум се јавил одамна, пар пати се слушнавме. Па еве за последен пат да се чуеме. Зашто за последен пат тома работа? Јас визави храброста на нашите во новина што се јавија. Со ист дух. Може еден виц. Прават муабет Маја Вукичевиќ и Маја Синадиновска. Абе, ако нема пропаст на светот, што ќе правиме ние маите утре? Толку ми више јувањето. Поздрав, Јанко. Шабан Трстене и Шабан Шаоличко правиле муавет, поминуе трети им вика, кај сте бе Шабани? Тоа таков муавет, таков вица, тој стил. Добро вечер за следниот гледаш. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Се предомисливте. Мило ми е, фала што слушавте мојот глас и јас го слушнав вашиот глас. Може и да, види, денеска е крај на светот, може и да ми дишете у слушалкона. Порано беше многу популарно. Ало? Те слушам, ало, кој е?
И пустото клето, што беше забавно и после измислија тие, како се викаат, локатори, идентификатори, ово, она, и се тури забавата, што беше интересно. И да се јавиш да му го чуеш гласот. Ало? Дали сум во програма? Да, во програма сте, господине, добро вечер. Добро вечер, бе, Јанчо, како си ти, бе? Фала на прашање, добро, вие како сте? Добро, јас се размислувам утре крај на светот ке тоа, онова што да јадеме у пичку, да се најадеме, нема пари што да купиме за после па да се најадеме, ја верувам во тие работи. Слушај, бидејќи е крај на светот, иди земи кредит и онака нема да го вратиш, шо? Јанкова заглавив јас овој кредит во пичку матери. Не ми направи една лоша работа, мене ама не е тоа тема да зборам сега. Немој да пцуеш, само кажи ми колку заглави? Многу, и на непоштен начин заглави, брат. Колку? И на жирам, слушай сега. Абе колку сума? 10, 20? Сума на 80.000 денари, брат, 120 плюс ми барат извршител, платив 50.000 и плюс ми барат уште 90.000, па тоа го нема никаде. За 1500 евра ми правиш проблем? Да, бе. Абе, ајде. Шо те гледам чуде? Абе, ми унищија, бе, човек. Абе, 1500 евра пара ли себе? Ке ги изедеме, ке ги испиеме. Ама Златан ми ги зема со 6 пати појака, ама не на непоштен начин, бе. А зошто ти ги зема? Абе, имах жирант, на жирантот му сопира пари, на мојот жирант. Ја бев испадал од работа. Му сопира пари на жирантот. Имав собраќај несеке у болница бев. И ми пуштија на суд да Златан, ти може само да ги направиш партал, да на тебе се жал, ти се човек, поштен човек, реален човек. Барав адвокати, не сакат никој против банките да идат, бе, тоа, што да ти кажам, бе, Златан, бе. Ти не трпаш неправди, ни големи неправди ми направија. Што да правим, ај сега, кажи мене совет ти мене, што да направим? Појма немам, друже. Ја да бев адвокат, ќе бев пун со пари, ќе возев джип, а не тука да седам со вас. Добра, ја ќе се снајдам. Ја ќе си имав канцеларија негде кај... Слушай, бе, Златан, ја ќе се снајдам, бе, Златан. Слушай, бе, многу сум ми дал, овој мач ми дал многу и тоа ќе умирам. Македонец прав, бе, чистокрвен, бе. Така. Слушай да те прашам нешто на тебе, брат. Да ми одговориш нешто сакам. Пошто знаеш... Не знам ја ти. Не, сакам да те прашам. Само секунда, молим те, секунда. Ајде. Како се вика на јапонски, пошто знаеш ти јапонски, но ова како се вика на јапонски, нели? Како се вика на јапонски на распуштеница, например, на уроспија на курва, знаеш ли како се вика? Океј, одиме со следниот гледач. Тебе малце пари ти земале. Како ти иде муаветот, уште толку би ти земал ја. Чисто онака. Што си безобразен. Добро вечер за следниот гледач. Ало. Добро вечер, господјо. Добро вечер. Повелете. Сакам да кажам крај на светот. Крај на светот. Не верувам во тоа. Добро. Нека се плашат тие што се грешници, тие што крадат, тие што... на тие ќе им дојде крај на светот. Така. И на сиромасите. Затоа што ќе нема што да јадат нормално. Ќе умираме или ќе сме болни. Нешто ќе дојде. Не верувам во тоа. Само можам да ви кажам, верувам во Бога. И Господ е тој ќе рече кога ќе рече крај. Значи, ако има Господ, да, ако рече има крај Господ, тука, точно, значи има негде Господ. продолжува, тоа не е крај. Добро, сепак Господ доаѓа крај на секоја, не на крај на светот. Па слушај, какви сме... Ние не можеме да си го најдеме крај со крајот. Значи, Камо ли крај на светот. Јас се согласувам. Да, одлично ве разбрав. Дури еве, ја ќе ви кажам дека просто и ја исто верувам дека Господ нели он ќе рече крај на светот која ќе дојде. Јас само се чудам како до сега не дојде да рече. Какви сме? Ова е бонус ние што продолжаваме. После све што изнаправивме. Море војни, море педофили, море крадење, море лажење, море сушење. Ја не знам како заслуживме јолко. Има се и се што. Ние ќе трпиме се уште народа дека можеме, дека сме живи. И поколенијата наши, како што рекол Путин, 4000 и нешто години ќе дојде крајот на светот. Путин знае, а?
Сигурно знае, тоа е Видовит. Добро. Тоа веќе знаеме доста. Сме читале за тоа. За 4000 години ќе се чуеме пак. Нема после проблем. Па ако сме живи и здрави, ја ќе се А слушаме. како? Па, Ја немам намера утре да умрем за 100, 200, 300 години. Не шо личи тоа? Џабе сум се раѓал. За 4000, ја 4000 години ќе ја водам емисијава овдека. Дај Ќе ги Боже. нервирам сите душмани. Така, дај Боже, дај Боже. Поздрав, лека ноќ и пријатно. Ало, Добро вечер. ало, здраво Јанко. Здраво, повелете. Епа, да збориме нели за крајот на светот, така? Епа, крајот на светот. Ја мислам дека нема да има крај на свет. Зашто бе не бе? Сите викаат ќе имало. Не, бе, тоа е само некојаш отворено нека сметање на маите, тоа више поминало, џабе само струваме во нешто што не треба да биде. Да. Иначе најбитно е да си го направиме, да си го исполниме тоа што сакаме во животот, па сега дали ќе има крај на свет, ама ја бе матер. Денеска е све да му... Гледам вас преку тасета вие дојде нешто сериозен муаве, тешко ќе врземе вечерва. Ти благодарам за јавувањето. Да видам едно писмо, вака ми стигна. Почитувани пријатели, ве повикуваме на големата јавна работилница на 22 декември, значи аврио, во сабота во 19 часот во хотел Порта, Скопје кај Тинекси и Вучково аеродром, на работилницата на No. Шейтанлар. Јоктор. Не. No. Не ме интересира. Сори. Се оградувам од тоа. Се оградувам. Ало? Добро вечер. Добро вечер. Повелете? Ало? Ало? Јавам од Куманово се јавам. У Куманово има ли бе крај на светот, кажете ми? Бе, добро, види што, ја тие неозбилни мобети не ме интересират. Добре. Ја во тој смери ќе се јавам усвари. Браво. Овие претходни првите тројца гледачи што се јавија. Да ги ќе ги караш? Да ги некако ако може да ги шкартираш тие идиоти и да ги поручиш да не се јават друг пат. Не може, овде може да се јави кој сака. Може. Озбилна е темата и озбилно ќе се јавува. Како може? Ја, 10 години ја терам емисијава, никогаш не научив како да ги шкартирам луѓето. Абе, ти имаш компјутер таму, кликни на ширт само и готово. На што? Него друго ми беше работа. Кај да кликнам? Во чест На shift да тие кликнам. тројца што се јавија. Еве, на shift кликнам. И би сакал и тој двојче горе го кликни и ќе добиеш едно мајмунче. Ама тие кликам тројца, shift, И кликам ги shift и не шкартираш можам тие да три ти исклучам. мајмунче. Чекај да пробам, имам друго копче, пише shit. Еј, ти исклучив. Тука си, ало? Ало? Тука бил. Значи, ни shift, ни shit не помага кај тебе. Сега видите вака. Да. Во чест на тие тројца што се јавија први, Да. јас би замолил една музичка желба. Добро. Да пуштиш Марија Метакитрина за кифличките. Ја пуштив. Се денеска да ја пушти сака. Денеска 50 евра е. Ако не ќе платиме бе, што се Чим платиш, одма ја пуштам. И ја играм. Значи 50 евра кошта. Опа, а како? Не, бе. Душа прода. Јас сум курва у душа, признавам, за пари работам. Не. Пушти ги тие за кифличките, бе. Неодушеви. Кај ја најде таа песма, Јанко? Тоа е национално богатство. Ја најдов. Да. Пушти ја да им докажеш на луѓето дека озбилни работи се дискутира сега. Па како? Нема шала. Нема шала. Благодарам, пријатно. Благодарам, пријатно. Тоше, кога ќе стигне 50-чето, 30 ќе прати кај мене, 20 ќе за вас. Поштено? Не. Слушај, ќе дојде шефот, ништо нема да остане, седи мирен. Одиме со следниот гледаш. Чекај. Што речеш? Тоше, што рече? 62. Не. Alt F4. Alt F4. Добро вечер за следниот гледач.
доаѓа крајот. Како ќе дојде, жити се и каде? На автобуска ли е, кај да го чекаме? На аеродром ли слета? Да ти кажам, ни на аеродром, ни на автобуска, едно го ида попат. Бензинот е скап, пешки си оди. Еве, сега ми јавуваат од режија дека стигнал на Бихачка. Бихачка, по. Кажи кој ќе стигне наваму на тие Струга, да го пречекаме и ние. Струга не фаќало. Не, а? Вам овие од околинава Струшка решиле работава? Многу планини има по Струга, па Значи, затоа... Вевчани поднеле амандман со кој викаат ние везе немаме со оваа планета. Точно. И сега постои горе у галактички конзилиум, вика чекај крај на светов, ама луѓево ќе се цепаат нешто ко Барселона се одва. Додека не се речи таа политичка ситуација, тешко. Така да ние може да овакво, ама вие заради вевчанци има шанси да преживеете. За Охриѓани не верувам. Не, Охриѓани. Шо да Охриѓани? Не, тоа е готово. Ќе го пуштиме езеро на Подримони. Тие се фрлени. Готово. Тие се јавив кај Охриѓани, викам крај на светот, дојде готово. Како ве се фрливме, вика. А знаеш ти како поменет Охриѓани мост? Не знам како. Гледат лево и десно. Не видено мост утрите. Сватив. А како настанал Охрид? Леле. Пазете, се извинувам, почитувани Охриѓани, ви должен респект. Стружанец е у програма, така да имате право за контродговор. Доискажи се, одново уште еднаш? Како настанал Охрид? Како? Отишле Стружани Венариви, дувното југот, ги однесол онде калено и така настанал Охрид. Па ево ти од Струга градоначалник во Охрид. Сега новиот пак ќе го ставе овие, пак ко Струга. Стружанец е на Ориѓани градоначалник? Како, ами? Не знаев, мор. Уба работа. И тоа од најлошото Струшко, Ташмарунишча. Од кое? Од Ташмарунишча. Ташмарунишча. Така го вика. Затоа ти викам, сега пак 20 кандидати за градоначалници, едниот во ТСДС, едниот во ВМРО, пак едниот од Радожда, едниот од Ташмаруништа. Пак Стружанец Охрид го води, затоа ти викам, така настанал и Охрид. Кажи ми, овие слики имало некоја фотосесија кај Струга. Ова кај Струга ли е, кај Дрим нешто било сликано, ми рекоа. Кейт Аптон, оваа познатава манекенка, за Нончака Мишова за новата сезона за бикини сликала некои нови модели. Можно да. Може, а? Може, ако е сега сликано. Најверојатно. Само многу топло кај вас, гледам девојчево ни да се накостреше, ништо. Не бе, тоа заради сонце во гледнатка многу грееше Струга и затоа. Слънце греит. Тоа ви е останато од Миладиновци уште. Или он викаш? Да, он викаше кај што и најголема клетва за Стружани. Кај да одиш, кај да шеташ, пак Струга ќе се вратиш. Најголема клетва? Да. Тие некако е зафркнале работата, ама тоа е. Леле, слушај, ваков мајтапџија само у прилеп имам налетано кон тебе. Ти благодарам за јавување. Ајде, слушаме, поздрав. Се надевам пак дека ќе ми се јавиш, ми го разубави крајот на светот. Доше некако Кейт Аптон што ми го разубаве крајот на светот. Девојчево, Кейт Аптон е манекенка, што е револуционерно кај незе во целава приказна. Бидејќи модната индустрија форсираше анорексични модели кои се слаби и сушени со мали бубис или воопшто без бубис, ова девојче воопшто не се грижи за својата линија, јаде колку сака и интересно дека еве тие вишок килограми кај незе навистина и прилегаат. И со општо одобрување, еве, цела екипа, само клима со глави, дури не можат ни да го сменат кадарот, да влезам ја у програма. Добро вечер за следниот гледач. Тоа тешко да е дека не заглави тоа ручката за шифтот. Шифтот заглави. Не се исклучува, знам. Шифтот.
Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете во програма сте. Па, женско е. Добро вечер. Добро. Каков, добро вечер, каков кај на свет, вика. Видели денеска Лига шампиони Манчестер со Реал се падна. Што мислите за тоа? Ај повтори. Каков кај на свет, викам, Лига на шампиони, видели Манчестер Реал се падна, изгледа Господ, тоа неке кај на свет го одложил за да гледа Лига на шампиони на 13. Слушај, па не е ферски да не изгледаме таа утакмица, крај на светот да иде. Мислам... Па да, Господ си игра со нас, за тоа го одложил. Слушај, бар у најмала рака да видам како Мориньо ќе му брцне у око на Фергусон. Да, свастак има. Дерби. Што е твојата прогноза за резултат? Па јас вака најавам за Юнайтед и за Барселона, меѓутоа ќе биде тешка, сите викаат го сакаат Реал као противник, јас викам само не Реал, бидејќи Реал беше најсилен противник, и ајде нека биде, ако сакаат да се стане шампион, мора да се победи најдобриот тим пред себе, така ли? Јас викам Юнайтед. Да, те сваќам, да. Така. Вие што мислите? Види, ја навивам за Реал. Да? Сори. Ако. И ќе биде интересно кој да победи, види ја нема да сечам вени. Ја не се припотресувам толку многу. Паметно. И уживам во фудбал. Има клубови кои ми се допаѓаат, кои како играат, и клубови кои не ми се многу симпатични. Да. Ама нешто многу не се потресувам. Си го сакам Милан, си го сакам Наполи, си го сакам Челси, си го сакам Хул. Тој е у втора лига, у трета лига. Да, тие беа у прва лига пред беа у прва лига, многу ме бендиса како играат. Да. Ми се допадна Ајакс го сакам, го респектирам. Моја тим го елиминира Сити. Слушај, знаеш кои тимови мене, ја бидејќи фудбал интензивно онака постручно почнав раните 90-ти да го следам. Да. Многу ми се допаѓаше кога имаше оној Опел Куп, а во тој Опел Куп игра Милан, Баер Минхен, Париз Сен-Жермен и Ајакс. Бидејќи сите 4 клуба спонзор им беше Опел и имаше Опел Куп. И овие 4 тима ги обожав, ги засакав, ми се чини за сите времиња. Да, клако. Кога се игра ова? У вторник? Не, има пауза сега, значи зимска пауза, новогодишни бојнични празници, значи тек во февруари. Вајда нема да не зезнат ова со крај на светов, вајда... Не. Го одложија за следната година. Го одложија за следната година? Да. А кога ќе се одработува крај на светот? Ќе биде вајда неработен да му се не види сега? Да. Да видиме што... Ќе видим утре, не е далеко уште малку, па ќе видиме дали се играле со нас 2 години или не. Да. Добро, фала ви, ајде пријатно. 22 декември играат во 20:45 Рома Милан. Тоа ќе биде интересно за гледање. Да видиме Шпанија што има. Малага Реал, Ваљадолид Барселона. Тапа ќе победат и двете. У Џермани не навијам за беање. Знаеш кој ми се свиѓа? Ми се свиѓа Шалке. Да. Океј, одиме понатаму. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Повелете. Јанко, добро вечер, поздрав до тебе и до емисијата. Ало, Јанко. Уште еднаш добро вечер, повелете, ве слушам. Рековте Јанко, поздрав до тебе и до емисијата. Ја ви заблагодарив и чекам да кажете. Пред еден час го гледав Црвенковски на телевизија на 24 вести. Анализа има таму некоја. И да ти кажам право, ми падна точно како да е враг на свет. Збореше глупости, што ти кажувам. Деве вака, деме однака. Ја мислам не сте во право, човекот фино си каже. Све што кажа направил. Како направил, човек? Стварно ми доаѓа, ако е стварно на крај на свет, цела Македонија нека подигне кредит од банка и да знаеме сиромашниот народ дека стварно нема државата пари и толку.
демек он се направил и се тие работи. Нема врска човекот што кажуваше. А ти вака се изнервира од муабетот? Добро. Океј, ќе одиме тогаш со следниот гледач, режија, да му се благодариме. Да, добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. А и од Битола некој да се јави, само од Скопјето. Слушај, сега ми текна. Па битолчани секоја година имаат крај на свет, смрзнувате до апсолутна нула. Аме нормално е, се што има свој почеток да има и свој крај. Нели и таа апсолутна нула си имаше свој крај кога фатија летовска жестињето. И што направивте вие битолчани кога дојде минус 270 степена? Закопчавте капутите, предпоставувам. Па да, шалот околу носот и терај дајле. Сега предпоставувам по кратки ракави пијате каве на широк сокак. Обавезно тоа не пропуштаме. Слушај, а што ова ли е се... сериозна тема со крајот на светот, немојте толку неозбилно да видите. Оп, јас се извинувам. Добро. Оти све што има свој почеток има свој крај. А, кој го рече тоа? Па, тоа е, мислам, многу логички. Ева јас го велам сега. Matrix, The Oracle, кога на Нио му говори во Matrix Revolution. Everything has a beginning, has an end. Јас, како православен христијанин, пред се мислам дека ние треба така да живееме, дека како секој ден нареден е крај на светот. Треба да мислиме каков одговор ќе дадеме пред Бога, ако не настапи за сите заедно, поединечно настапува секој ден за многумина. А иначе, дека се последни времења, убаво ни кажува свети апостол Павле, јас би сакал него да го цитирам, али до кога ќе пак тој ќе го прашаме, тој ќе ни кажи. Прво ќе прочитам од свети апостол Павле во посланието до свети апостол Тимотеј за последните времења. Ајде. Вика, но ова знај го, во последните денови ќе настанат времења тешки. Зашто луѓето ќе станат саможиви, сребролюбци, самофалци, горди, хулители, непокорни спрема родителите, неблагодарни, неправедни, недружелюбиви, непомирливи, клеветници, невоздржливи, нескротливи, недобролюбци, предавници, пребрзи, надуени, повеќе сластолюбци отколку боголюбци, наизглед побожни, а од силата на Бога се одрекле и од нив одвратувај се. Има уште многу, али мислам доволно беше ова. Амин. Свети апостол Павле, како да бил навистина овде меѓу нас, кога го пишува ова. Многу јасно. А за последните времења исто така ќе го прочитаме неговото второ послание до Солуњаните во втората глава. Вели, што се однесува до доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос и нашето собирање при Него, ве молам, браќа, да не се поколебате лесно во мислите своји и да не доаѓате во ужас, било преку духот, било преку словото или преку послание, како што е од нас, како да е од нас испратено, како Божем настапува веќе Христовиот ден. Никој да не ве измами, ни по каков начин. Од оној ден нема да настапи додека најнапред не дојде отпаѓањето и не се открие човекот на гревот, синот на погибелта. Мислам, натаму јасно. Го реков ти вие малце, го дринавте во почетокот ова, дека сепак додека не се појави шејтанот, нема шанси да е такво нешто, така да времењата се вистина близу и треба да се загрижиме на она првото што го прочитавме, дека посветените ќе ги препознаат тие времења, непосветените нема, но кога ќе дојде второто Христово доаѓање, никој нема да има двојба кој доаѓа, зошто доаѓа и што се случува. Самиот Господ Исус Христос како вика, тоа никој не дека нема важи одете таму или одете ваму, тоа ќе види како што се појавува секавицата од едниот крај на небото до другиот крај на небото. Секој може да ја види и да знае што се случува. Така да, мајите се излагале. Добро, лека ноќ и пријатно. Само да ви ја кажам изјавата на маите. Бидејќи маите како народ не исчезнале, нивната цивилизација престанува, паѓа. Представниците на маите вложија силен протест до државата. Зошто? Затоа што вика, ова што го правите е навреда за цивилизацијата и културата на нас маите. Никогаш, никаде вакви банални, смешни, аматерски
толкувања не се направени во историјата на науката. Нема еден сериозен научник која подкрепува оваа будалаштина, која за жал и се приклучи и едни Discovery, и National Geographic, и History Channel, и така натаму, и некој од ова ќе прави голем профит. Ако сакате да сте будали, тоа окей, нели? Но ако сакате да бидете малце попаметни, и тоа окей. Но, знаеш што, на крајот на криштата, ја викам, дај Боже да дојде крај на светот, затоа што со настапувањето на крај на светот ќе се воспостави Божјото царство. Конечно нешто добро. Видејќи ја пак викам, кој бонус ние го живееме, тоа не е нормално. После све што направивме, и мислам, ваква белја да направиш у кафана, абе на клоци ќе те дигнат, а ние сме уште тука. Многу ми на оваа вечер, бидејќи доаѓа крај на светот, ќе искористат со своите сакани, љубени да бидат блиски и интимни, нели, пред крај на светот. И многу ми нарекле дека кога ќе дојде крај на светот ќе искористат, нели, за едно од најубавите задоволства, нели, телесното водење на љубов како еден од аспектите на самата љубов, нели. Ние имаме ексклузивна фотографија што ќе се случи 9 месеци подоцна, значи сега е декември, јануар, февруар, март, април, мај, јуни, јули, август месец, значи негдека при крај на август месец, што околу 20 август, што очекуваме да видиме како последица на оваа експлозија на љубов. Слушај, има многу врска оваа работа. Знаете ли што се случи? Барселона кога стана европски шампион во мај месец, нели, во Лигата на шампиони, кога ја освои со Гвардиола. Што се случи после 9 месеци, значи мај, јуни, јули, август, септември, октомври, ноември, декември, во јануари. Јануари Барселона немало слободна гинеколошка акушерска клиника, слободен кревет за родилки. Највише, значи, беби бум се случил. Славјето од Лигата на шампионите и победата, барселончани ја прославиле како што ја прославиле, а после 9 месеци болниците биле пребукирани. Буквално ова е жива вистина, ова не е шега. Така да, драги мои, да, доаѓа крај на светот, завршите работа и да видиме како ќе ни биде наталитетот во август. Екселент, екселент. Продолжуваме понатаму, одиме со вашите јавувања. Добро вечер, повелете, крај на светот е, што правиме? Ало. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Господин Јанко. Да, господин гледач. Ние завршивме заедно средна школа и понатака. Ајде да го пририпаме тоа, кажете што сакате. Сега, те следам неколку пати. Браво, добро, и? И ја партиски не сум определен. Добро, и? Да ти кажам една работа. Кажете? Мене или на гледачите? Не, на тебе да ти кажам лично. Не, ако сакате да ми кажете, јавете ми се после сами да правиме муабет. Не, јас ти ќе се видиме лично. Добро, ајде, ќе се видиме лично, добро. Него сакам на гледачите да им кажам. Кажете им. Не сум партиски определен. 2 пати кажавте. Да ти кажам една работа. Не ми се сме така. Иронично. Иначе што? Не, ништо. Немаме ништо против тебе. Него што? Имам замерка за емисијата како ја водиш. Па смени канал ако не се допаѓа. Не,
сакам да те гледам. Ама не може да ме гледаш, не ти давам. Зашто? Shift. Така, shift. Оти, кошо, ја не ти се, ти не ми се, тебе не ти се допаѓа како ја водам, мене не ми се допаѓа ти како збориш. Зашто? Па, сега, зашто? Нели твое право е да не ти се допаѓа како ја водам? Граѓанско право имам јас да си искажам своите... Да, и ја имам граѓанско право да ти кажам дека не ми се допаѓаш. Значи, ја ако не сум во ВМРО, не ти се допаѓам, а? Некој рече дека не си во ВМРО, ти си прав ВМРО-вец? Ако не сум од позиција, не ти се допаѓам. Добро бе, брат, бе, што се одма се љутиш, па гледаш дека збориш у емисија? Па како да не се љутам? И зашто бе да ми се љутиш, бе? Завршиме школове, брат. Абе, зашто бе да ми се љутиш, бе? Шо сум ти направил, бе, брат, бе? Што си ми направил? Шо сум ти направил? Те гледам конта кој збори против тебе, против ВМРО, кој исклучуваш од одма. Не е тачно. То не е тачно. Како не е, бе, Јанко? Не е тачно. Тачно е. Не е, афера е. Од која афера? Која стегна таа афера? Ај, кажи ми. Дали Бранко ја стегна, дали Груевски? Груевски ми има впуштена афера, осеќам. Дали Каргов? Каргов има пуштено, 100%, и тој е таков. И тој е таков. Па име не Каргов. Шо ти е тебе? А? Не знам, Брат ми име. Брат ти е? Да. Да сте живи и здрави и ти и брат ти. А може да ти кажам нешто? Не може. Благодарам многу. И ја на тебе. Јанко, ја водиш емисијава, значи, скроз тоталка ја водиш емисијава. Слушај, сакаш да го сменам водењето на емисијата? Абе, ти не си новинар. Па добро да не сум, еве, јас сум фудбалер. Сега ме дупиш у здрав разум, ме дупиш. Ја тебе те дупам у здрав разум. Ова више се навредив, ова више немогуче. Вака муабет не прави, гледај сега како ми правиш. Еве, ја викам, окей, не сум новинар. И сега, јас сум фудбалер, ама еве седам, тука немам фудбал, топката ми ја зема, шо да правам? Себе, човече, да ти кажам нешто. Шо? Ти си платен од партиската организација на ВМРО. Како бе тоа платена 5 месеци не можев да земам? Колку имаш ти плата? А како ја тоа 5 месеци бев без работа, ми избрка од работа, не земав плата, а ме плаќале они? Знам, се тоа го разбирам. Се тоа во ред, али јас сум платен. Така? Колку имаш ти плата? Абе, дали имаш ти кола? Немам. Немам ни ја. Имаш социјална помош ти? Имав. 2 години земав социјална помош. Колку земаш? Ти колку земаш? Ништо не земам. И па ти си брат на Каргов, за како ќе земаш? Како ќе земам? Брат ти дава ли некоја паричка вака? А? Брат ти дава ли некоја паричка? Да, ми дава брат ми. Ти имаш, брат ти е на царина, фраер. Ја немам никој, шо да правам? Овде ќе седам, со тебе ќе правам муабет. Слушај, господин Јанков. Господин гледач... Да ти кажам нешто. Слушај, ја ти викам, ако не ти се допаѓа како ја водам емисијата, а сакаш да го смениш тоа, дојди овдека, има еден дечко, Киро се вика, младич, супер е топ, директор на маркетинг. И кажи му вака, куферчето извади му, имам 100, 200, 300 илјади евра, и сакам да ја купам јади буреки да бидам продуцент. Одма подпишуете, ја ти гарантирам. И ќе ја правим емисијата каква сакаш. Сега ме смееше. Сега стварно ми засме. Ајде, дојди и да подпишеме договор. И да ја правиме ти кој што сакаш. Не бе, Јанко, ја... Договорено ли е? Не може. Ама викни го брат ти немаш тоа, бе, нема, ја и ти сме голтари. Викни го ти Каргов, он ке кешира. Не се фали ти со Каргов. Па ти се пофали, ти рече дека ти е брат. Ти кажам нешто? Ти рече дека ти е брат. Тебе ти дава 2000 евра плата.
5. 5? 5. 5.000 евра. 5.000 евра. Па дај ми 10% од твојата плата. Кој ќе се видиме, да подпишеме договор, ќе ти дам. Ќе се видиме. Договорено. Јас сум уложил мало, ќе се видиме. Важи. Договорено. Само викни го Каргов и не му да му дам. Греото е тебе, а на брат ти да не му дам. Не, Јанко, грешиш. Не ми е брат Каргов. Па ти рече дека ти е брат. Сега во емисијава рече, знаеш ли кој е Каргов, што ми е мене Каргов, те прашав што ти е, ти рече дека ти е брат. Јанко, да ти кажам. Сега ја оплеска работа. Имаме и други гледачи. Ајде, малце од расолницата и крај на светот. Можем да се бајле. Со вакви драги пријатели секогаш можем многу и надолго и на широко. Но имам почити спрема оние што чекаат, морам. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Се извинувам што почекавте, но знаете како, брат му на Каргов кој ќе се јави, нема тука више. Нема проблем, готово. Ама ти, Јанко, наместо скрифт, стисна штип. Стисна штип. Јас сум штип. Ако си, сега, слушај, и готово. Сега ми се пријаде. Спомна Штип и Пастрмајлија. Готово. И готово. Се тури муабетот. И кажи ми, у која кафана е најубавата Пастрмајлија? Толкова сакаш. Сакаш у центар, сакаш. Кај сакаш? Штипска Пастрмајлија, си Штипска Пастрмајлија. Значи, не е како порано, 1, 2, 3 кафани да има тега, сега веќе сите добро ја прават, така? Тесто е. Ама кажи ми, дали ја прават онака со убава права пастрама со месо што е во пипера одстоено, одлежено, вака во... Не. Не, а? Не. Тоа се прави моментално и готово. А има ли некој што ја прави така? Сакам на таква права пастрама да пробам. Има. Има, а? Има, да. На улозу Штип. Но, тоа кажи ми бе, братче, бе. Така те сакам. Па таму да дочекаме крај на светот. Ама не сакам да направам реклама, нели, не е пријатно. Не е пријатно, али добро. Свативме малце. Фала ти многу. Така. Инаку на улозу Штип, од десната страна, ќе најдеш права пастрмалија. Што ќе најдам? Права пастрмалија штипска. Така. Готово, јасно ми е. Јасно ми е. Да. Сега за крај на светот. За што се јави? За крај на светот? За крај на светот. Повели за крај на светот. И за брат му на Каргов. Ама шо се разбрате и ја не знам сам. Шубав муабет си направив, човече. Да. Значи, у парламент ваков убав муабет не се прави. Нема. Муабет. Така е. Инаку, крај на светот ќе го предизвика самиот Бранков. Самиот Бранко ќе го предизвика не крај на светот, туку крај на него. Самиот, лично. Немам коментар. За човекот немам коментар. Ќе пред 2-3 гледачи ќе те вратам назад да видиш стварно што он се кажа на 24. Да. Ти не си у можност, затоа што ја водиш емисијата, меѓутоа човекот е циркус. Ако бе добро, сите да се чуеме, да се видиме како е човекот, мислам, сега, види, сите гласаме за некого, сите навиваме за некој тим, така и ја, не сум неутрален, ама, нели, може да се јави и некој друг, па да ги чуеме што луѓе се, што мислат, како мислат, секој си има право, ја не можам, како ми викаше оној, вика оние, да ги избришеш. Како? За 10 години ја не научив како некој да не го пуштам у емисија. Морам да го чујам. Ти наместо скрипт, ти знаеш Штип. Нели? Така. Треба копче шит. Да. Место скрипт, Штип. Ти благодарам за леле, кај ми го отвори муабетов за Пастрмајлија. А упости сме, не, ке се фрлам на туната вечер, сега кога ќе дојдам. Ке се претворам и ја уша малце у тујна. Сори, ја веќе сум у конфигурација на вакам едно мало орка китче. Орка китче, да, добро. Ова е спонзорски. Добро вечер за следниот гледач. Јанче, добро вечер. Добро вечер, почитувани. Повелете. Како си? Па као да е крај на светот, вака. Као да е крај на светот, да не ја знам темата вечерва.
Повелете. Не, добро, чисто се јави да го кажам, ми стаен ми е на тишина, ми е стаен телевизорот, само те гледам како правиш некои мимики, не знам темата, треба за некоја тема да правам муабет посебно или може чисто онака да си направим муабет? Чисто онака. Да си ми жив и здрав. Прво сакам да те поканам да дојдеш на едно местенце, многу убаво. Тоа е у близина на Скопје. Дали ме слушаш, Јанко? Да. Те слушам, продолжи. Пред некоја вечер, мислам дека има едно 7-8 дена, даде една репортажа за матка. Повтори? За матка. За мака? За матка. За матка. И имаше од матка снимки наши деца што снима. Имаше нешто што се качува. Да, што се качува. Феноменално, прекрасно. Добро. Доле што го дава во прилогот, доле ресторанот е наш фамилијарен. Би сакал да те поканам да дојдеш да чисто онака на еден ручек и неофицијално ти се јавувам за емисија, не ти се јавувам за нешто да разговараме друго, че не можев да те добијам, веруваш или не, дека преку 150 пати пробав да те добијам. Извини заради гужвата, стварно не сум немоќен. Благодарам за поканата. Ке ми извиниш, нема сам да дојдам, ќе дојдам со екипава моја. И да дојдеш. Емисијата што беше што ја гледав со постариот човек. Може ли да ми кажеш што збореше за Старо Скопје у времето како и што е, кога ја гледав реприза ја даваше со брадичка човек што беше кај тебе во емисија. Океј. Ај сега сврти се. Можеш да ми кажеш само како се вика човекот, не ја фатив од почеток репризот? Океј, сврти се на кај телевизорот. Искочен сум на тераса сега за да нема... Океј. Исклучи сега биди поздравен, поздрав од мене и иди на кај телевизорот. Пушти си тон. Ке почекам. Значи, на YouTube постои канал кој се вика Јади бурек тројка. Еве го каналот. На тој канал се аплодираат видеата од гостите. Значи, не секоја емисија, туку гостите. Еве го, и Ставревски е веќе аплодира. Тошо бе, шо не се пофалиш дека и министерот Троја Ѓонак Воје го клае? А интервјуто кое тебе те интересира е со Данило Коцевски. Он е историчар и пред се хроничар на Скопје. Со него го правевме интервјуто и човекот има огромно познавање од Скопје, како се живеело, што се живеело. И ова е прво од низата негови гостувања. Ова беше едно општо, а наскоро ќе го поканам и ќе збориме, например, за одредена тема за Скопје, например, големите љубови во Скопје. Значи, во Скопје секогаш ние како генерации сме знаеле, нели, оние љубовни афери, Ромео и Јулија и нешто слични, знаете, такви кои го потресувале целиот град, некои биле среќни, некои биле тажни. Што ја знам, нешто во таков стил, нешто пак специфично за Скопје. Само немајте рете пак за ресторани а ти на гости чекајме таму после Божич. До Божич стори ќе ти дојдам на риба. Леле, муабетов ми се урниса. Ми отиде диета. Таман човек се направи, ќе се урни. Не ида. Отвори музеј, викнеме у музеј, ќе гледаме вака и ќе климаме у глави. Не можам да мислам сега. Само ја мислам тоа скарата или пак таму негде околу скарата како имаш некој сад со некоја турлитава, онаков земјен сад, а до неја некој сад со она тавче гравче, ама онака убаво запекло од озгора, фатило коричка, она мрсното и малку зацрнело онака, а од страна кисела зелка со црвен пипер и малку масло, онака исечена на 4, ама онака кисела, не мириса многу, а мека, онака ја боцкаш, грицкаш, жива милина. Се тури муабетов, отиде. Отиде муабетов. Крај на светот ли е шолија? Океј, за да знаете што се случува и кога, еве, например, ја не сум предплатен и затоа не дознав на време. Значи, ако се предплатите на каналов, овие 500 души, до сега
веќе се информирани дека интервјуто со Зоран Ставревски е веќе аплодирано. Ја исто тој ќе го направам. Има доста пораки стигнуваат на темава, навистина не знам што да ви кажам, освен оваа една убава, шарена, топла и прекрасна порака која добив од Нора Шабани. Вели вака: Господине Јанко, не издржав да не ви пишувам, редовно ве следам, уживав. Сакав само да ви кажам дека вие всушност, барем за мене сте факт дека во оваа наша земја се уште има надеж да се живе, има надеж за соживот и ве молам никогаш немој да се смениш. Голем поздрав до вас. Нора, фала ти, ти благодарам за желбите и да сакам не можам да се сменам откако се закачив на микрофон 103 пред 20 години. Истите ставови, истите муабети. Единствено, молим те, остајме да ослабам уште малце, барем да дојдам на таа тежина што бев на времето. Вака, пријатели, успешни, отворил ресторан, се отворил муабетот, да го видиш и Тошо која ќе дојде. Тошо која ќе го видам, одма, што да ти кажам? Мислам, Тошо го видам и веќе ми почне муабетот да ми иде на турлитава. На мусака, не знам. Или на влашка торта. Па не знам од кај со Тошо кој ќе се видам, за влашка торта ми трга муавето. Крај нема. Што правиме, дечки? Ја почнам се губам малце, кој да е крај на светот. Уште двајца. Добро вечер, повелете, уште двајца. Ало, добро вечер. Добро вечер, господине, и повелете. Поздрав за емисијата и нешто околу крај на светот. Мислам, поголемиот број од луѓето не веруваат. Мислам, не е за верување, али за верување, мислам, пред едно 2-3 месеци, Америка нешто спомна, дека може да живеат на планетава околу 1 до 1,5 милион жители. Се тука можно е по логика, со тие нивни нуклеарки таму на оружање или било што. Да направат чистка. Па, тука се плетат тие некои работи како крај на светот. Што тие, ја мислам, вие како новинари и така, што викаме народски почитани луѓе, не знам дали сте сретнале тоа, мислам беше по штампа и мислам појавниве медиуми дека тоа тие го спомна. А се крај на светот, се поклапат некои работи, што тие, како тоа го имаат осмислено да биде, тоа е нивна работа. Се тука е логиката да речеме на луѓето психата, преку маите, не знам, она, да видите трет кривец, а уствари да видат тие правите тоа што можат да го направат. Ја верувам дека можат да го направат. Али на кој начин тие знаат. И можно е да го направат. Мислам дека негде 1 милион до 1,5 милион дека можат да живеат на планетава. Значи, а уствари им остануват големо поле. Големо поле. Кој ќе ора бе тоа, ало? Абе, кој ќе ора тоа, Да, големо поле ќе им остани, па таму, а не знам и кој ќе им работи. А кој ќе работи? Па ќе треба да ни доаѓаат, нели, се лутиме, доаѓале од Африка, доаѓале од Турција, а сега ќе треба од Марс да ни дојдат. Таму со антени зелени. Да, ова го имам слушнато, сега не ме држете зазвор преку, мислам, пишани или печатени или не знам, не се сеќавам точно, а стварно ова го имаат изјавено, не знам кој таму, па најверојатно тие некои научници таму имаат тие некои светлени глави што викаме, и дека можат на светот се да живеат 1 милион до 1,5 милион таму негде жители, и така да ќе им остани доста поле за работа са житарици и пченки таму и не знам што. И така да... Значи, ја ви благодарам за јавувањето. Драги мои, крај на светот еден ден ќе дојде, тоа е сигурно. Само кога и како, тоа е друго прашање. И да идеме со последниот гледач, чии зборови како ехо ќе одекнуваат во вечноста, затоа што после него крај на светот. Ало. Повелете. Добро вечер. Добра вечер. Сакам да се пријавам тука на програма.
Да, повелете, ве слушаме. Гледачите со нетрпение чекаме да ни кажете што. Гледач од Гостивар. Да. И сакам за ова темава, пошто ми е многу мешано со ракија, со месо, не знам, скоро полу сат слушам вас. И знаете што? Највише ми беше смешно што се работите, што ги помешаа со партиите. Иначе, ако е крај на светот, нема за партиите ништо и за другите нема ништо. Знаете? А за крај на светот, тоа не пишу нигде, пошто Дали ако дојде крај на светот, би ви дошло вака, би се уплашили, би се расплакале? Да, сигурно. Би плачеле, а? Добро? Не би плачеле, пошто тоа не го знае никој, осим Божја волја. Кога ќе дојде Божја волја, тогаш ќе се осет, ќе се слезе овај Исус Христос, што вие верувате во Него, а за нас е исто добар е, пошто јас сум муслиман и мислам дека се многу блиски со пророкот Мухамед, знаете? Верувам дека е така. Не, сигурно сте вие во право. Некој е во право. Ќе видиме на крај кој е во право. Крај на светот доаѓа, само која ќе дојде, на вистина не знаеме. Добро ми стои. Може, ако е вака, види, ако земјата ја фати оној студ и многу да биде онака бела, покриена со бело, па поубаво ќе ми стои. Ели? Ама да, ќе ставам такво едно на главата. Ама и ќе викам шалом. Океј, драги мои пријатели и пријателки, еве за крај и Дритон Мемети ми вика, молба до владата, утре, пошто е крај на светот, да биде неработен, а ќе го одработиме идната недела. Крај на светот, постапокалиптично, гостин во емисијата ќе биде актуелниот градоначалник на Скопје, Коце Трајановски. Драги мои, тоа беше се за денеска. Лека ноќ и среќен ви крај на светот.